за работата на апликацијата Мој воздух, односно поточно каде кочи работата на одредени мерни станици кои што не работат по почетокот на грејната сезона. Се разбира за ова зборуваме со Горјан Јовановски, кој што е македонски екоактивист, предприемач и софтверски инженер, инаку е и креатор на апликацијата AirCare или Мој воздух. Веќе неколку пати наш гостин во утринската на Тилма и денеска наш гостин, но ќе го видиме онлайн, бидејќи ете како и секогаш имаме непредвидливи ситуации во текот на денот, во сообраќајот и слично. Па Горјан нема да го имаме во студиото, но ќе го имаме, се разбира, онлайн преку Вибер во моментов и ќе можеме на овој начин да искомуницираме. Добро утро, Горјан, за тебе. Добро утро и на вас. Дали си добар, да те прашаме ова утро? Добар, даден предвид хаосот што се случува, али еве сега сум супер повторно во природа, така да не можам да се пожалам. Супер. Одлично. Баш ми е мило што е така и мило ми е што еве имаме и на овој начин за да може да ги реализираме овие теми и да позборуваме за овие важни и новитети кои што треба да ги кажеме, но и за самата апликација која навистина е често посетувана и ја имаат многумина, а особено е посетувана во овој период, есенско-зимскиот период, кога чувствуваме загадување во воздухот кога дишаме и не интересира нели колкава е присуството на тие штетни честички во воздухот. Ние секојдневно или секој утро го правиме тоа, но забележуваме дека навистина речиси секојдневно одредени мерни станици не се во функција и не може да ги дадат информациите. Па решивме да позборуваме или конкретно да те прашаме тебе каде кочи работат или каде е проблемот со мерните станици кои што не работат по почетокот на грејната сезона. Така, Иван, значи имаме два различни главни извора, посебно во Скопје, на податоци за аерозагадувањето. Едните доаѓаат од волонтерските мерни станици, кои што овде како јас и ти што може да ги поставиме, не знам, значи прозор или во окон, и да следиме индикативно барем колку е загадување, дали е добро или лошо, да имаме барем слика некоја за каков воздух диша. Другите, кои што се официјалниот извор на податоци, се од Министерството за животна средина и просторно планирање, кои што имаат поставено околу 20 на 21 мерна станица низ државата. Проблемот е што често тие мерни станици знаат да се најдат функција или барем веб-сајтот од каде што се црпат податоците за што било измерено од страна на тие мерни станици. Јас сум скоро цело време во контакт со Министерството и цело време ни е ветувано дека ќе се подобри системот кој што ги доставува овие податоци за да немаме дупки во репортирањето на аерозагадувањето, но за жал еве како што спомна и ти, се гледа и уште вчера јас приметив дека повторно имаше дупки и пад на тој систем, така што ова е нешто кое што јас не можам се уште да го разберам дека во 21 век еден софтверски систем од 20 мерни станици може да прави проблем во доставување на податоците. Да. Дали тоа можеме да го протолкуваме дека можеби не се смета за приоритет, па да проверуваме секојдневно дали е загаден воздухот или не, или има други приоритетни работи што не би требало, со оглед на тоа што ова е проблем број 1 кој што не мачи сите и се однесува во однос на нели штета на здравјето на секој од нас, а особено заради тоа што како што и ти велиш во едно од твоите интервјуа, сите го дишаме истиот воздух, без разлика кој сме, што сме, каде сме. Тоа е она за кое што првенствено треба да се грижиме и ако навистина почувствуваме и го гледаме проблемот кој што реално постои за загадувањето на воздухот, треба да нели реагираме навремено. Но кога не можеме ни да ги поставиме еве и овие основни работи во однос на работата или таковната функција на мерните станици и информациите од каде што треба да дојдат, тогаш значи дека работите и многу бавно се одвиваат и како нели за истражувањата кои што доведуваат до одредени резултати зошто се случува загадувањето. Апликацијата AirCare е од 2015 година и тогаш предизвика вистински бум, стана хит кој што до тогаш можеби беше за многумина непознат, но кога почнавме да имаме на нашите мобилни телефони, стана и често употребувана. Ево од твој аспект, твој впечаток како нејзин креатор, што би можел да споделиш со нас? Имаме сега. Види, за мене беше многу круцијално и многу битно. Супер. За мене беше многу круцијално и многу битно дека во тој период податоците постоја. Јас тоа велам, че податоците постоја уште години пред да се измисли апликацијата и пред да издадат. Но бидејќи беа представени на еден тежок достапен, неразбирлив начин, многумина прво не знаеа дека воопшто се таму, а и тие што знаеа дека се таму не можеа да ги разберат.
Идејата на мој воздух е да ги агрегира сите овие апаратуси и да ги направи лесно достапни за кој било, кој што не мора да биде научник, не мора да биде стручњак на темата, да може да знае како воздух диша. Тоа беше единствената цел на апликацијата, да направи информација лесно достапна и да те активира, да биде поред, окей, сега јас како Горјан знам дека надвор има загаден воздух, што да правам сега? Да. Значи да дадеме насоки на луѓето. Еве кои организации се борат против аерозагадувањето, еве кои настани се случуваат, еве како можеш ти да се вклучиш. Цело време соработуваме со невладени организации, доколку има некој воркшоп, доколку има некој протест, да го објавиме преку апликацијата. Значи буквално едно целосно решение за подигање не само на свеста кај граѓаните, туку и можноста нешто они да направат околу целата оваа проблематика, бидејќи како што велиш, секој зимо го дишаме овој загаден воздух, посебно ова зимо каде што поради енергетската криза ќе имаме на вистина проблем со аерозагадувањето. Јас искрено се надевам не толку голем, но ме плаши на вистина тоа што можеби не чека. Да, веројатно не плаши и секој од нас, но се надеваме и секогаш велиме се надеваме на подобро или дека нешто можеби и ќе се промени. Бидејќи постои ЕРКЕР од 2015 година, сега сме 2022 година и секоја година во овој период зборуваме токму за загадувањето и како што велиш ти, и ние се прашувавме пред некој ден, еве ќе уклучиме апликацијата, ќе видиме дека е загадено и што да правиме сега со тоа. Останува само да се нервираме и да знаеме дека дишиме неквалитетен или нечист воздух, а ништо околу тоа не се решава, барем не гледаме видливи резултати во минатото, а за водината не знаеме. Се прават, рековме, одредени истражувања, но сепак нешто на дело или нешто што би требало да се случи за да видиме зелена слика на ЕРКЕР, некако во тој период го нема. Дали имаш впечаток дека еве и вона што го правиш и како активист во Зелен хуман град, нели ние знаеме дека си таму и си советник во град Скопје, имаш ли впечаток дека некако ЕРКЕР помага за да може некако побрзо да се реагира и да се действува? Дали тие податоци кога веќе некој се потрудил и ги направил да бидат достапни, да ете ако секојдневно ги гледаме, да знаеме дека кога веќе имаме увид, може нешто да се превеземе побрзо? ЕРКЕР направи многу голема работа со тоа што тргна на страна потребата за дебата дали е загадено или не. Значи, ние веќе немаме потреба да дебатираме, да се објаснуваме, да кажуваме, значи, на сите ни е јасно дека има загадување. Така да таа точка од дневен ред е тргната, дека постои загадување. Сега е борбата за внесување на проекти кои што ќе го подобрат квалитетот на воздухот што го дишеме, наместо да бидеме заглавени повторно во оваква ситуација. Значи, од тој аспект многу помогна да сите барем сме на исто ниво кога станува збор за дискусија, што велиме, окей, да, нема веќе да се објаснуваме, јас мислам дека не е толку загадено, не е ова постоело од порано, не знам што. Не, имаме податоците си кажуваат тоа што треба да кажуваат, не е мислење мое или твое. Така што сега борбата еве и како советник во Зелен хуман град е повеќе проекти кои што помагаат на зеленилото, што како да кажам, повторно ме чуди фактот дека треба да се објаснуваме дека ни требаат зелени проекти, дека треба да се објаснуваме дека ни треба почист воздух, бидејќи јас не можам да сватам како може животната средина да е на понизок приоритет од што било друго. Да. Бенефитите кои што ги имаме од кој било зелен проект се многу повисоки, многу може да помогнат во други сектори кои што може ние индиректно не ги гледаме. Не гледаме поврзаноста. Што ако посадиме повеќе дрва? Па можеби преку лето тие дрва ќе држат температурата пониска, па нема да треба многу да ладиме. Ако не треба да ладиме, ќе ги намалиме сметките за струја. Ако ги намалиме сметките за струја, помалку јаглен ќе се гори. И така, значи има еден каскаден ефект за чувувањето на животната средина кој што индиректно може ние не го гледаме, а е многу потребен кај нас, да сватиме дека овие проекти се стварно значени од буквално секој сектор. Така е. Она кое што ете го посочуваме и кое што и ти постојано го порачуваш, дека навистина треба да се обрне внимание, да се стави на приоритет број 1, требаат ресурси и храброст, но на долгорочен план тоа е она кое што ќе донесе многу доблести за целото човештво, но кога зборуваме за во нашите граници, бидејќи реално не е само Македонија загадена, туку и глобално загадувањето е проблем, како еден резултат на климатските промени и да се залажуваме што повеќе за побрзо решавање на овој проблем, иако тоа не е денонокно се разбира, но сепак некои резултати треба да бидат видливи. Вие имате активности и се борите за тоа. Едно од тоа е и учеството во регионалната кампања Дрво на пријателството, која што се сочинува од засадување на зимзелени дрва. Тоа ќе се случува и оваа година, односно ЕРКЕР учествува во тоа.
И еве, ќе видиме или ќе ни кажеш во продолжение како оваа година тоа ќе се одвива и се разбира на која локација ќе бидат засадени дрвјата, кои што знаеме сите, нели се разбира уште од многу мали, дека преднесуваат за пречистување на воздухот, односно за чист воздух. Така. Значи, оваа кампања започна пред 2 години, ова е било 3-та година која што се одржува регионална кампања поддржана од Европскиот фонд за Балканот, невладина организација од Србија, која што имаше цел да не обедини активисти од Западен Балкан, тоест сите земји кои што не се во Европска унија, така ги велиме Западен Балкан, 6 земји, западна шестка кои што се уште се соочуваат со огромни проблеми со аерозагадувањето. Не дека Грција, Бугарија и останатите европски земји нема, но тоа што нам не обединува е дека ние имаме, да кажеме, уште поголем проблем поради, да речеме, неусогласеноста на законите со европските стандарди и европските прописи. Идејата е дека секоја година, во исти ден, во сите главни градови на овие западноевропски држави, ќе се садат дрвја како акција не само за покренување на свеста, туку и помагање на општеството барем со засадени 50 на 100 дрвја, кои што понатаму ќе се одржуваат и ќе бидат како дел од белодропскиот екосистем на главните градови ширум Западен Балкан. Во последните 2 години акцијата беше навистина успешна, бидејќи се правеше од регионален карактер, значи снимавме видео од секој град во исто време, па се монтира, се прикажува. Ние овде во Скопје првата година садевме во општина Аеродром, да. Беше првата акција, втората акција беше во Газибаба и оваа година меркаме делче во општина Кисела Вода, каде што се надеваме дека ќе добиеме дозвола од општинската локална самоуправа за да може да посадиме тамо дрва во едно паркче зад Flat Iron, таа високата зграда што е направена, кој што едноставно е голо сега, само треба, а се надеваме дека ќе може да посадиме па дури 100 дрва тамо, кои што ќе никнат во еден убав парк за локалните жители. Така да идејата е не само покренување на свеста, бидејќи на Балканот 30.000 луѓе секоја година го губат животот од аерозагадувањето, што е огромна бројка, земајќи предвид дека ние не се наоѓаме во воена состојба, а 30.000 граѓани го губат животот превремено, што е, мислам, страшен број. Така што не е само покренување на свеста на оваа тема и како влијае аерозагадувањето, туку и помагањето во надоградувањето на белодробниот систем, јас тоа што го викам на секој град, како инспирација дека и локалните власти мора да го следат истиот пример и да не чекаат на нас активистите да го правиме ова и ние да садиме дрва, мислејќи дека тоа е единственото кое што треба ние да го направиме наместо тоа да биде дел од секој план. Да, но секој од нас треба да земе пример, како што тоа го правиш ти, нели заедно со AirCare кој што учествува во оваа регионална кампања, така секој од нас да се подигне свеста што се можеме ние да придонесеме или пак да учествуваме во засадувањето на дрве, или тоа е она кое што можеби и најмалку можеме да го направиме, и сето ова е за поздрав и затоа извоивме време и ние да го споделиме ова во нашата утринска програма. Она кое што ти го правиш, наоѓање баланс помеѓу технологијата и екологијата, и очигледно тоа добро го правиш, но се со цел да се добијат вистински информации и при тоа тие да се употреба за да имаме еден добар резултат или како што велиме за општо добро. И јас верувам дека Горијан така ќе продолжиш и понатаму, а ние ќе бидеме тука да контактираме со тебе и со останатите активисти од Зелен хуман град и сето она кое што се случува во различни дискусии во Советот на град Скопје да го пренесуваме како информација за нашите гледачи за сите оние проблематики со кои што се соочуваме. Ти благодарам што денеска и покрај оние мали проблеми во сообраќајот имавме и вака онлайн за да може да го споделиме ова со нашите гледачи. Фала многу секогаш за поддршката, искрено ми значи и од ваша страна и од страна на гледачите, како што рече, и сите го дишеме истиот воздух и круцијално е сите да се бориме за да имаме подобар воздух, зашто нема бегање од истиот. Така што ви посакувам една чиста зима каде што се надевам дека ќе дишеме многу подобар воздух од тоа што очекувам. Сите си го посакувам истото. Благодарам, Горијан, убав ден. Денот ти е секогаш со брзо темпо, динамично, исполнет со многу обврски. Ти благодарам за времето што го одвои за утринска. Се гледаме на следната наша средба или во следниот разговор.